Искрен, навистина се мислев дали да дискутирам, затоа што денеска во фокусот на јавноста е изборот на нови председатели на општинската организација на СДСМ. Очигледно реформите, метлата во Република Македонија почна од партијата СДСМ и главната карика за да добиеме датум за преговори со Европската Унија веќе е смената и реновирана. Значи, веќе не е под знак прашалник датумот на преговори, после смените во општинските организации на СДСМ. Еве сега, по законот за ДДВ, вчера фактографски колегата Илија Димовски збореше за историјатот на овој закон, кој што првично го добивме само како намалување на ДДВ-то од 18 на 5% за ветеринарните лекови. И ова е едно минимално намалување во даночното оптоварување на граѓаните, после еден подолг серијал на зголемување на даночното оптоварување од кога е дојде на оваа власт, почнувајќи преку акцизата за дизел горивата во ситуација на растечки тренд на цените на горивата на светскиот пазар и кај следствено на тоа и кај нас, после зголемувањето на, односно воведувањето на прогресивното одначување за приходите над 90.000 денари со 18%, зголемувањето на персоналниот данок за каматите, за приходите од камати на шпектедните влогови, 15% за приходите од во тргување со хартија од вредност, како и приходите од игри на среќа, и ред други зголемувања, придонесите за фонд за здравствено осигурување, придонесите за пенсиско осигурување и така натаму. И после истресенето, да кажем, од ракав, без пресветка на буџетските импликации од намалувањето на ДДВ-то за испорака на топлинска енергија, помеѓу двата изборни круга од страна на премиерот, СДСМ беше принудено како амандман да поднесе проширување на намалувањето и со оваа категорија на производ, односно воведување на преференцијална стапка од 5% за производство на топлинска енергија. Зборев и во првото читање по овој предлог закон, значи се работи за производ, за испорачена топлинска енергија, до која што немаат пристап сите граѓани на Република Македонија. Ова намалување, односно воведување на преференцијална стапка од 5% се однесува исклучиво за граѓаните на Скопје кои што се приклучени на системот на централно грејење. Граѓаните од остатокот од држава, како и голем дел од граѓаните на Скопје, немаат пристап до оваа услуга и не можат да го искористат ова право, односно оваа преференцијална стапка на ДДВ за оваа топлинска енергија. И сега ја прашувам министерката за финансии, која е целта на намалување, заменик министерката, која е целта на намалувањето на ДДВ-то од 18 на 5%? Ако ни е целта заштедата на приходите на домакинствата, тогаш овој пример треба да биде проследен и со другите видови на производство на топлинска енергија, без разлика дали се работи за јаглен, дали се работи за огревно дрво и дали се работи за електрична енергија. Ако ни е целта на овој начин да ги мотивираме граѓаните да се греат на еколошки горива, тогаш, ако е така, тогаш господи заменик министер, министерот за финансии, требаше во таа насока да ги прифати и амандманите кои што ги предложивме на седница на работно тело, а тоа е намалувањето на ДДВ за велосипеди, за електрични велосипеди, тротинети и скутери, намалување на ДДВ-то за автомобили на електричен погон и на хибридни возила, што е во насока на онаа што вие го имате како амандман, во насока на заштита на животната средина. И овие амандмани беа во таа насока. И овие амандмани
немат пресметка на буџетските импликации, како што нема пресметка на буџетските импликации, ја немавме ни на прво читање, ја немавме ни во предлог законот, ја немавме ни во предлог амандманот од парламентарното мнозинство. Стана редовна пракса, законите да се поднесуваат, буџетските импликации се незначителни. А колку е тоа значително или незначително, може барем во апроксимативни цифри да биде изразено и не е во ред Министерство за финансии да предлага закон, да со закон имаме намалување на некое даночно оптоварување и да немаме пресметка на фискалните импликации. Тоа дополнително зборува за односот на извршната власт кон овој законодавен дом, што стана пракса од кога е ова парламентарно мнозинство и од кога вие практикувате власт.